treba da bude svjestan teka, rekao Muhammed s.a.v. ma nakasa sadakatun mal. Nikogaš onoj čovjek koji udelува, to ne mogu namalува bogatството. Naprotiv, to mogu zgolemува неговото богатство. Бидејќи оние кои делат, Allah Azza wa Jalla ги сака тие луѓе, им го отвара нивниот ризк и нафака. Allah Azza wa Jalla во Куран вели: "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل." Пример на оние кои делат е како пример на земјоделецот, кој ќе фрли неколку зрна во нивата, а од таа нива колку потоа ќе дојде плод. Тој ќе фрли едно зрно, од тоа зрно излегува едно класие, а во секоја класија има 10, 70 изгора. Сето тоа укажува дека делењето на Аллаховиот пат е гаранција за нашиот имот, а истовремено и за зголемување на имотот кој го делиме во име на Аллах Джелле Джелалуху. Затоа, драги браќа, кога Аллах Азza wa Jalla го објавил куранскиот ајет, каде вели: "Лен теналул бирра хатта тунфику мима тухиббун." И вие нема да постигнете совршена вера се додека не го поделите она што го сакате. Нема да постигнете чиста, искрена, совршена вера се додека не го поделите она што го сакате. Значи, човекот да го подели она што го сака, она што му е драго во срце, не нешто што е неупотребливо. Замислете, Омер ибн Хатаб, Омер радијаллаху анху, делил шеќер. Кога бил прашан зошто дели шеќер, рекол: бидејќи најпоќе сакам да јадам шеќер. Го дава она што најпоќе го сакам. Кога ја објавен овој курански ајет во сура Али Имран, дошол Ебу Талха ал-Ансари, ва кана аксару мален фил Медине, а бил еден од најголемите богаташи во Медина. Доаѓа Ебу Талха ал-Ансари кај Расулуллах с.а.в. и му вели: "Ја Расулаллах, ти знаеш дека јас имам една бавча, еден палмовник, кој има питка вода и има сладки урми. Таа бавча се викала Бейруха, била во правецот на џамијата на Пејгамбер селем. Пејгамбер селем одел во таа бавча, јадел од тие урми и пиел од таа сладка вода. Па доаѓа Абу Талха и му вели: "Ја Расулаллах, таа бавча е најскапоцено и најдраго богатство во мојата душа. Даха хајфу ши'те, ти ја давам на располагање тебе, Аллах пејгамбере, да ја поделиш каде сакаш, каде сметаш дека најдобро." А пејгамбер салаллаху алейхи ва селем вели: "Јас сметам дека најдобро е да ја поделиш на твоите блиски роднини." И така постапи Талха. Значи, пејгамбер салаллаху алейхи ва селем го упати да подели на неговата блиска роднина. Бидејќи стојат верски текстови каде се нагласуваат дека нема да му се прими садаката на човекот ако подели на некои далечни луѓе, а тој има блиски кои го поврзуваат било од страна на татко и било од страна на мајка. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها